Празникот на празниците Великден е ден кога се празнува победата на животот над смртта. Луѓето се поздравуваат со зборовите Христос воскресна, навистина воскресна. Според теолозите, ова е воскресението на Господ Исус Христос. Сакам да бидам прецизна и ќе прочитам. Велат дека ова е најголемата победа за луѓето, победата на животот над гревот и смртта. Позната е поговорката дека не е секој ден Великден. Оваа поговорка и оние љубители на спортот често знаат да ја слушнат, а се однесува на моментот кога аутсайдерот ќе го победи фаворитот, а потоа ќе се потврди после некој друг натпревар дека фаворитот е убедливо подобар. И нели велиме, па не е секој ден Великден. Во тој контекст, спомнувајќи го спортот, спомнувајќи го фудбалот, вечерва продукција Скок и YouTube канал Дургутов, на овој Великден 2025 ќе зборуваме за фудбалскиот клуб Вардар, ќе зборуваме за гревовите што се направени врз фудбалскиот клуб Вардар во овие последни 12 години, ќе зборуваме за воскреснувањето на фудбалскиот клуб Вардар, за победата на фудбалскиот клуб Вардар, односно, нели, како што е овој наш христијански празник, победата на животот над смртта. Фудбалскиот клуб Вардар постои од 1947 година. Ние ги опфаќаме во оваа емисија последните 12 години. Ги анализираме, ги елаборираме со документи пишани, непишани. Зошто токму овие 12 години? Пред се, последните 12 години се на некој начин крстосница и судбоносни за Вардар, и овој период од 12 години Вардар се вивнува во небесни височини, гледано фудбалски, и паѓа длабоко на дното, да не речам, затрупан со фудбалската кал, и повторно се воздигнува или воскреснува. Тоа е една мини елаборација на овие 12 години, а во продолжение на емисијата подетално ќе го објасниме нашето ведување и нашата анализа за овие 12 години, кои условно во оваа емисија посветена, великденска емисија посветена на ФК Вардар, ги поделивме на 3 периода. За да не импровизираме и да бидеме прецизни кон нашите гледачи, јас овој кус дел би го прочитал како е концепцијата и како е замислена и зошто зборуваме за 3 дела, да не речам за едно условно кажано свето фудбалско тројство. Зборуваме за првиот период 2014-2018 година, кога на фудбалскиот клуб Вардар буквално му беше одземено помошно игравище во градскиот парк, не баре еден чин како одземено дете од мајка, и тоа од тогашните спасители на клубот или продавници на клубот, зависи кој како гледа на тој чин. Така. Вториот период е од 2018 до 2021 година, кога Вардар беше напуштен од спасителите и од предавниците, период кога беше оставен сам на себе, време кога беше распнат на крст и кога почна да умира на рати со трупање на долговите од клубот направени токму од спасителите и од предавниците за кои зборуваме од 2014 до 2018 година. И во овој период, 2018-2021 година, Вардар доживеа вистинска голгота, низ која помина како прволигаш од градскиот парк во Скопје, стигајќи до второлигаш кој тренира во село Кадино. Третиот период е периодот од 2021 година, летото 2021 година, преку месец мај 2023 година, па до април 2025 година, односно до актуелниот момент, години кога Вардар беше раководен исто така од спасителите или од предавниците, зависи кој како гледа на тоа и кој како го толкува. За да биде појасно, зборувајќи за првиот период, 2014-2018 година, е период кој ќе остане секако запишан со големи букви во историјата на Вардар, кога по претходно освоените трофеи и успеси и напредување во европските купови и постигнати резултати и освоениот куп на Маршал Тито, Вардар во овој период обезбедува пласман во Лигата на Европа, учество во едно реномирано напредување, од кое во касата на клубот се влеваат еден куп пари и исто така на мистериозен начин исчезнува. Ќе зборуваме и за тоа подетално во продолжение на нашата емисија
и ќе се обидеме да дадеме одговор, односно да ја наметнеме нашата теза, нашата тема, а одговорот ќе се обидеме да го побараме од самите гледачи, да просудат, да проценат и да го дадат нивното мислење врз база на нашите факти, податоци и анализа, како ги гледаме луѓето кои овие 12 години го раководеле, управувале, финансирале, менаџирале Вардар, го спасувале Вардар, го предавале Вардар, печалеле од Вардар или го заглавувале со долгови, сеедно. Кој е Месија, а кој Јуда во фудбалскиот клуб Вардар во овие 12 години, гледате во продолжение на емисијата. Пред да продолжиме со тоа кој е Месијата, а кој е Јуда или предавникот во фудбалскиот клуб Вардар, една мала дигресија, Доргутов. 45 години си тесно поврзан со фудбалскиот клуб Вардар. Вака кога дојдам во ваква ситуација, просто и мене не ми се верува. Тоа е скоро половина век со црвено-црната боја од мало дете, некаде 12-14 години. Знам дека плачев кога Вардар испадна од првата југословенска лига, кога со Раднички Ниш изигра нерешено 0-0 во Скопје, последно прволивашко коло. Уште подобро се сеќавам на голот на Васто Рингов, враќањето на Вардар во првата фудбалска лига 79 година, кога бев жив сведок на старата северна трибина. Дојден со навивачка група од Штип. Сега да не ги кажувам сите детали, работев како спортски новинар 22-3 години, 25 години, додека постоеше почетеното издание на спортскиот магазин Скок, турнеи со Вардар низ Балканот, низ Југославија, настапи, следења во европските купови, 1 мал милион пријатели, тренери, фудбалери и така натаму. Добро, кога да не те прекинав само. Не, и доаѓаме до продукција Скок, каде што последните 3 години интензивно го следиме Вардар од оној фамозен надпревар против Арсими. Добро, да бидеме на чисто и да бидеме јасни за гледачите. Значи, на 45 години блиска поврзаност со Вардар, зашто токму почнуваме од 2014 година навака, значи последните 12 години, а имајќи во предвид дека токму ова е тој период кога Вардар има цврст спонзор, кога постигнува, прави добри резултати, кога нема клима во ништо. Ајде да објасниме, зошто токму овие години ги обработуваме? Значи, не дека Вардар и пред 2014 година немал турбуленции, немал промени на сточни кадри, не дека председателите на клубот биле нешто изворени фудбалски работници, меѓутоа сите го сакале Вардар и правеле за Вардар. И тие се паметат и по нивните грешки, и по нивните направени работи. Меѓутоа, пресекот, тоа е мој пресек, 2014 година доја, кога во Вардар на голема врата влегува еден Месија, општо најавен како спонзор на Вардар, инаку пропуштивме да кажеме емисијата ќе ја зборуваме без имење и презимења, тоа е наша концепција, нема да фигурира никој како таков, затоа емисијата е посветена на гледачите, на симпатизерите, на навивачите на Вардар, не е посветена на самите нас или дури не е ни на ФК Вардар, туку на оние кои сакаат ФК Вардар. Што ми беше думата? 2014 година во јунари се потпишува 10 годишен договор за спонзорство на Вардар со 1 мал милион големи најавувања за Европски Вардар, за фудбалска академија, не знам, за стадион на Вардар и така натаму, со сликање, со пиар стратегија, силна, со доведување на големи фудбалски Вардарови имиња. 6 спонзори, мислам дека. Па имаше многу спонзори, и меѓутоа она што го прави пресекот таа година е трансакцијата со помошното игралиште на фудбалскиот клуб Вардар, кога тогашното раководство, тогашниот менеджмент, начело со тогашниот председател, извршен директор и спортски директор и така натаму, знаат гледачите кои се тие, тоа е јавна тајна, доаѓаат на голема врата, се најавува еден фудбалски бум и се објавува лицитација за купопродажба на помошното игралиште на Вардар. Зборуваме за еден терен, зборуваме за еден простор каде што сум зборувал со милијадници вардарци кои ги искршиле нозите таму, кои солзи, крв и пот пролеале на тоа игралиште и кое Вардар го имал во владение, верували ли не, 50-60 години. Ја не можам да пресметам точно, мислам и релевантно е. Повеќе од 50 години Вардар го имал во владение тоа помошно игралиште. Кога сите мислеа дека тоа помошно игралиште се купува во името на Вардар, дека тоа ќе прерасне
во дом на Вардар, во негова база на Вардар. Објавена е лицитација некаде пред Нова година, 27 декември ми се чини, се појавува физичко лице и цели 14.400 квадратни метри на тоа помошно игралиште се купуваат на лицитација за 540.000 евра. Ништо. Се е легално, има распишена лицитација, не се јавил никој, се јавил само еден заинтересиран. 540.000. Да. Сите мислевме, вклучувајќи ми мене, симпатизерите, навивачите, фудбалерите, дури и оние кои биле во раководството, мислеле дека тоа се прави за Вардар. Вака за некој кој што не е баш многу силен во математика како мене, 540 тоа е како 54 љубители на Вардар, еве, не мора навивачи, луѓе што го сакаат, да дадат по 1000 евра, така доаѓа. 540 навивачи на Вардар да вложат по 1000 евра. Или 1080 навивачи да вложат по 500 евра и да го купат тој простор. За толку е продаден. Помалку од 40 евра е по метар квадратен во централното градско подрачје. Ќе повторам, распишена е јавна лицитација со сите нишани. Зошто е точно пред Нова година, не сакам да коментирам. Зошто никој друг не се јавил, не сакам и тоа да го коментирам, да го анализирам. Меѓутоа, факт е дека се платени 540.000 евра од физичко лице, не од правно лице. И тапијата, имотниот лист на овој простор сега гласи на физичко лице, со име и презиме. Денеска ФК Вардар нема имот, нема тоа помошно за кое што ти зборуваш, нема ништо. Ајде во продолжение на емисијата, зошто нема. Помошното игралиште на фудбалскиот клуб Вардар, тоа во градскиот стадион во градскиот парк, е продадено за 540.000 евра. Што се случува после тоа? Само кратко, тука не е само тој простор на помошното игралиште, од тие 14.400 метри има зафатени околните паркинзи и еден мал дел напред пред самиот пат кај што води патот до стадионот. И релевантно има катастарски листи, има парцела, сето тоа е завршено. Легално продадено, односно легално купено. Најлегално купено, без никој да се побуни. На голема врата почнува да се гради фудбалска академија за Вардар, да се запишуваат деца. Договорот на тогашниот менеджмент, клубски менеджмент е на 10 години, се донесуваат познати имиња, вардарци во клубот, кои остануваат на челни позиции, председателска позиција, директорска позиција, извршен директор прв. Сето тоа се луѓе кои добро етаблирани у Вардар, познати фудбалски имиња. И Вардар, јавноста почнува се радува дури. Се радува. Ама нормално дека ќе се радува. Тоа така оди и нема причина да не се радува. За Вардар се гради тренинг камп, деца, младенци и така. Тука настанува после една друга финансиска трансакција за која нема да зборувам во детали. Истиот тој имот кој е купен за 540.000 евра се става под хипотека и се добива кредит кој е околу 3 до 4 пати поголем од таа сума, а залог, односно гаранција за добивање на тој кредит е просторот каде што било помошното игралиште на Вардар. И тоа е законски, и тоа е легално завршено со сите перипетии. Не го тангира тоа Вардар или неговите резултати и фудбалскиот дел. Она што е интересно, договорот потпише на 10 години, завршува 4-та година, кога Вардар на голема врата ја враќа шампионската титула, прави добар тим, има добар 4 години, од 10 години договор, овој што го купува, игралиштето и го прави комплексот, наместо 10 години, после 4 години завршува. 2014 во јануари доаѓа новиот менеджмент, 2018 на крајот си заминува, или 17, 14, 15, 16, 17. Крајот на 17 се заминува, да. Почетокот на 18 веќе се најавува дека ќе се прекине финансирањето во Вардар, иако договорот е 10 години, се престанува да се плаќа плата на фудбалерите. Почнуваат тука долговите. Тука почнуваат да се трупаат долговите точно од менеджментот кој раководел со клубот од 2014 до 2017 година, а кој дел од сегашниот актуелен менеджмент во април 2025 година ги исплаќа тие долгови. Дури има еден долг што е и поназад од 2014 година, од прилика 3-4 години, на тогашен извршен директор на Вардар, рековме нема да оперираме со имиње и презиме, кој сега го исплаќа Вардар. После
20, тамо 15-16 години. Мислам дека можеби сум грешка, можеби не, дека ова е тој период кога јас повеќе по младинските категории знам дека периодот кога фудбалскиот клуб Вардар, еве зборувам за младинците конкретно, се одвојуваат како посебен клуб, а се формира или е предходно формира, не знам, фудбалски клуб Парк, кој што и денеска како имаше фудбалска академија ФК Вардар во која се запишува на големо деца и во која работеа 10-15 тренери, сите познати вардарци. Потоа преоѓаат во ФК Парк. За исто зборувам. Значи кога се растора работата 2017 година, а интересно е што тој период е поврзан со промена на централната власт. Значи една политичка гарнитура заминува, доаѓа друга политичка гарнитура. Дали тоа влијаело, не е наша работа да го коментираме, нити имаме аргументи, нити докази, меѓутоа пресекот се поклопува. Доаѓа нов политички и тогаш се поле, се поле. Вардар останува на што останува Вардар тогаш? Ништо, фрлен како куче, со одземено помошно игралиште, се најавува престанување на финансирањето, фудбалерите престануваат да добиваат плата. Тоа се поклопува ли со оној период од настапите во Лига во Европа? Тоа е непосредно по настапите во Лига Европа, кога Вардар, ете и тоа добро ме подсети, не постигна добри резултати, фудбалски гледано, одигра само еден нерешен резултат со Розенбург, другите надпревари ги загуби дома и надвор, ирелевантно. Беа последно противниците, Вардар играше достоинствено. Тоа не е тема за дискусија дека тогашниот тим на Вардар достоинствено ги бранеше боите на Македонија, колку што можеш. Меѓутоа, врз база на солидарниот фонд на УЕФА, врз база на правилниците на УЕФА, врз база на парите кои УЕФА ги донира во клубовите, најлегално по сите параметри, поминувајќи таа финансиска трансакција преку Фудбалската федерација на Македонија, Вардар заработи 3,8 милиони евра по разни основи од настапот во Лига на Европа. А во истиот тој период влегува во долгови? Па, она што го знае јавноста, или што помалку го знаат симпатизерите на Вардар е дека тие пари никогаш не беа потрошени за плати на фудбалерите, за награди нешто на фудбалерите, или барем деломно од нив. Тука имаше еден, пак ќе кажем, легален трансфер на парите од еден правен субјект на друг правен субјект и парите едноставно, не знам кој збор не завршуваат во фудбалскиот клуб Вардар за неговите намени, неговите потреби за фудбалерите. А тука се нагомилуваат ли долгови на фудбалерите кои што во тој период играат, не се исплатени, тука почнуваат. Она што сега го исплаќа овој актуелен менеджмент на фудбалскиот клуб Вардар во април 2025 се долговите од пред 8 години. Де факто, сите показатели велат дека сметката на Вардар е блокирана 8 години. Враќате се наназад од 2025 8 години е 2017-2018 година. Вардар де факто престанува да работи со жиро сметка. Блиц кажано, останува без фудбалери, останува без помошни игралишта. Останува со некако спортски центар во Хиподром, за кој ќе зборувам во продолжение на емисијата, кој е нешто концесија на Вардар на 20 години. Без помошно игралиште, без пари, затоа што вамо се перфактно. Без играчи фудбалери? Чиф е тогаш Вардар? Кој е Вардар? Менеджментот на Вардар го зима вака договорот и го носи во град Скопје и го враќа назад Вардар на град Скопје. Ете, тоа е приказката. Значи договорот од 10 години не важи, 4 години, после 4 години, град Скопје е го на вас. Така е. Тоа е уште еднаш годината која, па ќе си препознаат 2018 година е тоа. Ќе си видите кој е 2018 тогаш во град Скопје. 2018 година Вардар останува буквално на улица, нема ништо. Има малку играчи и тие си одат. Настанува еден општ хаос во клубот. Што се случува? Што се случува во продолжение после джингалот? Тогашниот Месија го враќа Вардар, значи во договор од 10 години, после 4 години го враќа Вардар во град Скопје. Еве ви го што сакате правите работава. Вардар излегува во втора лига. Што се случува потоа? Доаѓа периодот на времето на короната, кога е една општа светска криза предизвикана од овој нели коронавирус и да не речем таа болест. Вардар се наоѓа буквално на улица, оставен сам на себе, без помошно игралиште, без клубски простори, без услови за тренинг, без раководство, нема никој, сите си одаат. Остануваат единствено најверните навивачи, најверната група навивачи која се обидува нешто да направи и Вардар
од еден цврст, јак, силен македонски прволигаш кој ја врати титулата во првата македонска фудбалска лига, кој имаше јак спонзор, пари, имаше договори многу вредни, кои сега тие кои тужат и кои ги добија парите, можете да видите колку заработувале. Најчесто, значи вределе, заработувале, имале врвни договори, можел Вардар да си дозволи да случи таков договор со тие фудбалери. Вардар завршува во село Кадино, испаднат од првата лига како второлигаш, нема каде да тренира, дури нема ни фудбалери. Овие од град Скопје не сакаат ни да го ништо не реагираат, не знемаме. Реков, тоа е нова политичка гарнитура и на локално ниво и на централно ниво, сега не можам точно да се сетам и најмалку сакам со тоа да се занимавам, не сакам тоа да го поврзам со Вардар, иако е директно, иако е директно поврзано. Не се летото 2021 година Вардар останува препуштен сам на себе, испаѓа од првата македонска фудбалска лига и без ништо, со празни џепови, со босу очите, голу очите, како го викаме, ја почнува второлигашката сезона 2021-2022 година. Со многу прашалници, со многу неизвестности, со тренези каде ќе стигне, со долговите веќе се натрупуваат бидејќи договорите. Тогаш ли е периодот со Миравци или не? Не, Миравци е многу поназад. А назад беше Миравци. Ајде на дигресија, иако многумина мисля дека тоа е еден од најглуповите и најнебулозните потези, јас се согласувам дека беше недоличен. И не требаше Вардар така да се спасува. Меѓутоа, овој стап што го изеде Вардар 2014-2018, па 2018-2021, па 2021-2025, што ќе дојме до крај, е 10 пати поголем стап, ќотек, омаловажување, голгота, отколку да се фузираш со Миравци. Добро. Кој како нека гледа на биде моје нештата, субјективно кој гледање. како гледа на нештата, моето да не се оддалечуваме од темата, моето Така е. мислење е дека некогаш се случуваат падови на секое поле во одреден клуб, дали Вардар или било кој друг, и некогаш втората лига, односно излегувањето од првата лига, Никогаш не големи екипи во Европа излегувале од супер или првите лиги премиер, како и да се викаат, па никому ништо се враќале. Тука настанува една ситуација кога град Скопје се обидува да го спаси Вардар. Сега доаѓа нов месија, нова политичка гарнитура, ново име и презиме, нови естаблишменти, ново клубско раководство демек. И клубот од град Скопје сакал или не се предава на нов собственик, нов газда. Така само кратко нов да месија, разберам, нов спасител на Вардар. Да, нов месија. Значи во овој период единствено некој кој што стои и го држи Вардар на вештачко дишење, на апарати, колку што може толку. Се само навивачите. Се само навивачите од навивачката група Комити. Не зборуваме за Комити, навивачи на Вардар. Добро. Тоа е друга работа, таму организацијата како и се вика. Ние зборуваме за навивачи на Вардар. Да разбирам. Таму не се сите членови. Не се сите членови на навивачката група. Добро. Да. А навиваат од запад. Се сложувам. И помагаат на Вардар. Така. Имало и други луѓе во тој период каде што па директно ние почнуваме да го следиме, што не се дел од навивачката група, а биле тука за да помогнат. Така е. Што се случува? Доаѓа нов месија, млад газда, стопанственик, не знам со некоја фирма како се викаше и го заборавам името. Рековме без имења, да. Првата фирма што не се сеќавам како се викаше. И Вардар почнува да игра во втората лига, меѓутоа шкрипи на сите страни. Нема. Тоа е периодот со Арсими тогаш? Не, Арсими е наредната сезона. Ова е првата второлигашка сезона, 2021-2022 година, кога Вардар не успева ништо да направи и останува во втората лига. Меѓутоа, фудбалерите нешто добиваат плата, па не добиваат плата, па имаат превоз, па немаат превоз. Па... Што добиваат? Од кој добиваат тогаш плата? И тој спасител и месија и тогашните, наводно, според некои други предавници на Вардар во тоа време, го оставаат клубот на буквално цевил. Тука остануваат само тренерите, навивачите и дел од фудбалерите и некако ја поминува таа голгота во првата второлигашка сезона. Почнува втората второлигашка сезона. Успеваат и на таа криза да се задржат во втората лига, пошто пази може и да излезат од втора лига. Да изиграат од втора лига без ништо. Добро. Играат кај ќе стигнат. Нема на градски стадион, не им е дозволено да играат. Што се случува? Остануваат во втора лига и сега доаѓа следната сезона. Сега доаѓа втората второлигашка сезона, тоа е 2022-2023 година. Добро. Вардар
почнува малку да се организира, у смисла дека има веќе тренери, има стручен штаб, малку се подзасели играчкиот кадар, се зголеми бројот на публиката. Од каде сега? Малце, од каде скокаме? Од како доаѓа до тоа? Се формира раководство, нешто... Едноставно навивачите, пак ќе повторам, навивачите го разбудија народот и клубот, кој почна да се интересира буквално што се случува со вата. И се направи... Тоа е периодот кога ние како продукција Скок почнуваме интензивно да одиме на... Тоа е втората половина од 2022 година. Јас бев на светското првенство во Катар. Вардар организираше прослава со сараевски железничар на градскиот стадион во Скопје, кај што дојда и јадници вардарци заслужни, кај што се направи една мини прослава убава организирана од навивачите и долгот не го плати тогашниот спасител на Вардар и газдата на клубот и спонзорот, го платија навивачите тој долг. Смистувањето на железничар. Ќе ми дозволиш ли, да не те прекинам, за железничар беше тоа, знам што беше како сите трошкови направени за тој спектакл ги платија навивачи. Така. Јас само сакам да потенцирам за нашите гледачи во овој контекст дека продукција Скок, значи ви кажувам изворно како се случува, и кратко многу, продукција Скок почнува интензивно да го следи Вардар токму оваа сезона, од надпреварот од полусезона всушност, од надпреварот со Арсими, и тоа ќе ви кажам прецизно како. Значи Дургутов, овој овдека, вели сега сме му потребни на Вардар. Јас велам, што можеме ние да му помогнеме на Вардар? Зборуваме како навивачи на Вардар. Така, што можеме ние да му помогнеме на Вардар? Ке одиме и ке продуцираме, и ке ги снимаме, и ке зборуваме за нив, и ке им даваме морална и медиумска поддршка и да разбудиме другата јавност. Да се обидеме да ги разбудиме другите колеги кои што не дека ги обвинуваме сега, него едноставно таква била ситуацијата да било... Не, Вардар беше медиумски подбутната страна, беше апсолутно заборавен. Така. Значи, тоа да немаме дилеми. Тоа е нашето директно влегување во тој момент на таков начин, значи секој како може, ние на овој начин сме можеле, некој друг можел на поинаков. Значи тука беа купувањето на картите, правењето на членски карти, виртуелното откупување на трибината на целиот стадион. Така. И навивачите буквално собраа околу 50.000 евра, ми се чини. Не памтам тоа. Од виртуелно и релевантно е, може биле и 100 или 30.000 со тие пари, а со газда внатре во клубот, Вардар го почнува пролетниот дел. Тука малку да одмориме па да го елаборираме тоа, кој е многу клучен момент за пресвртот на Вардар, како Вардар воскреснува од распад на крст, од милион гревови направени кон него. Пролета 2023 година, февруари месец, Вардар почнува да воскреснува. Така. Ајде одиме кратко. Прв месија 2014 година. Втор месија 2021. Имаме ли трет месија во Вардар? Има и трет месија, има и четврт месија, за нив ќе зборуваме малку подоцна. Има и без парица, кај вториот месија, каде што пролетниот дел од сезоната 2022-2023, некаде февруари 2023, вардарците го почнуваат, верували или не, со само 7 дена зимски подготовки. Значи, ако првенството почнува на 15 февруари, подготовките почнува на 8 февруари. Тоа е оној надпревар со Арсими во Автокоманда. Да, се играше на игралиштето на стадионот на Автокоманда во Железарница, продукција Скок. Каде што прв пат продуциравме, отидовме, продуциравме, навивавме, урлавме, викавме за Вардар да помогнеме колку што можеме како навивачи, и имаше два драматични моменти кои сега сакам да ги споделам со нашата публика. Значи, Вардар одигра 1:1 со Арсими, прво пролетно коло, во ситуација каде што мирисаше дека може да се замеша во борба за првите 2-3 позиции за враќање во првата лига, меѓутоа, каде што фудбалерите веќе им се должеа по едно 3-4-5 плати, 6, зависи на кој колку. Кој им должи? Вториот месија, кој дојде 2021. Вториот месија им должи, така. Он почнува да ги зголемува долговите од првиот месец. Добро. Има ситуација, се досудува пенал за Вардар, го шутира Дарко Мицевски, популарниот Панта. Голманот го брани ударот од 11 метри, нити прв пат, нити последен пат добар фудбалер како Дарко Мицевски да промаши пенал. Не се.
Завршува еден според мене Се затвора разочарување кај гледачите, излегуваме ние продукција Скок и пред нас слушаме момчиња кои на некој начин велат ќе сунуваме прва лига, нема ништо од ова. Демек не може со Арсими да не се спремни. Па 7 дена подготовки. Да. Јас, ти, Петар, продукција Скок, другите роднини пријатели со нас, молчиме, полека молчишком си одиме некај автомобилот да се прибериме дома и не сакаме да го споделиме истото чувство, меѓутоа мислевме дека колата е скршена до крај. Тажно беше. Тажно, многу тажно беше. Јас нема никој па да го заборавам тој момент. Тажно беше, очекувавме дека тоа ќе ги врати децата 7 дена тренинг излегуваат да играат. И играат, трчаат, се борат за љубов, за дрес. Сега тука продолжи тој второлигашки караван и имаше една ситуација, не знам дали ќе се сетиш, исто продукција Скок ја експлоатираше и ја емитуваше неколку емисии за тоа. Кога се појави Не знам. Мртвата стража. Мртвата стража, да. Мртвата стража. Ај вака, пред да одиме на мртвата стража, односно тоа е во истиот период, не е пред да одиме, тука се заедно се. Тоа е 2 месеци. Значи, што сакам да кажам за после Арсими? Продолжуваат да течат надпреварите, да убрзаме малку, затоа што тие што го следат Вардар, можат и да се видат, да се вратат назад. Вардар игра во втора лига и молчишко Тивко се обидува да фати приклучок во борба за влез во прва лига. Никој не верува во тоа. Може би само играчите и спортскиот директориум на тогашниот Вардар верува во тоа. И доаѓа период кога тогашниот втор Месија очигледно заглавува, ги натрупува долгот, навивачите го губат трпението и настанува една малку незгодна ситуација кога на некој начин, ирелевантно како, акциите на клубот од вториот Месија поминуваат во рацете на навивачите и навивачите поставуваат буквално мртва стража во клубот, да не може да излезе ниту еден документ, да не може да влезе нов документ со кој ќе се фактурира нов долг на Вардар. И да не може да се прават нови долгови. Да не може да се прават нови долгови, застануваат цврсто како веде раководство на клубот. Тогаш се формира веде раководството? Да, веде раководството се формира и де факто и де јуре, мислам дека и на хартија беше верификувано во надлежните органи за тоа, бидејќи мораше да го преземе раководењето на клубот. Вториот Месија беше ставен на страна, акциите беа преземени од него и Вардар на некој начин почнува да живнува, се појавува еден интерес кај како искра надеж некоја се појавува. Па се сеќаваш, почна да се полни маџари, стадионот по маџари. Да. И тоа со просечни екипи, сега да не навредуваме никој. Со Каророна, со Плачковица, не знам, со Саса имаше по 1000 гледачи, по 1500 гледачи, се полнеше трибина. Со Гостивар за Великден беше полно. Така, јас само сакам да кажам, ќе ме исправиш ако ја погрешам бројката на бројки, јас слабо баратам со бројките и не ги помнам што е право е. Значи, тогаш ние гледавме 35 надпревари едно по друго. 35 надпревари продукција Скок ги гледаше, известуваше од фудбалскиот клуб Вардар. Тоа е овој период. За кој што зборуваме, вклучувајќи го и на крајот надпреварот против Скопје во Кавадарци. Тука настанува пресвратот. Тука значи Вардар успева да дојде. Мртвата стража на навивачите го прави своето. Значи едноставно застанува слободниот пат на Вардар. Застанува пропаѓањето на Вардар. Не оди напред клубот, ама застанува, не пропаѓа веќе. Чи нема нови долгови, не може секој да прави како што сака. Се фаќа цврста рака. Мртва стража, знаете што значи? Денонокно се стражари во Вардар. Се тренира во маџари, се тренира не знам во Кадино, се молат некој да помогне градоначалници, некои излегуваат во пресред, други не. Меѓутоа навивачите се тие кои ги држат фудбалерите. Така. Фудбалерите играат буквално без пари. Значи стигнаат до 14 неисплатени пари. Плати на фудбалерите. Така. Тука настанува еден пресврат, Вардар бележи изворени резултати во низа во втората лига, победа на страна, победа дома, победа на страна, победа дома. Дули се сеќаваме трето или четврто коло во Охрид, уште тешки олови нози, Вардар победи 0-1 со гол во 90 плюс 5 минути. Така, ние бевме сведоци како навивачите, буквално како што е онаа поговорката или не знам често употребувана реченица, ама ја доживувавме како таква, како да ги носеа на крилата, на рамената да играат фудбалерите. И игра, и се бореа, и ги кршеа нозете, и дојдоа до Кавадарци, до баражот со Скопје. Пред Кавадарци го имавме Гостивар скуван.
Така Во е, се Тенџере наполни маđари. беше Андон Дончевски гостина на преварот, беше Така е. полна трибината со кореографија. Вардар играше со играч повеќе. Абе Чичко Дончо влезе во соблекувалната. Ако Вардар победеше на тој надпревар, ќе влезеше директно ќе во влезеше прва лига. директно во прва лига. И вториот Чичко- во Воска ако победеше. И на тој кај што бевме, кај што изгубивме 1-2. Така, еден од тие два ако победа, Значи блиц само. Гостивар и Воска се играа во период од нецели 15 дена. Клучни надпревар. не можам да се сетам до толку, ама Вардар го имаше Гостивар со играч повеќе да го победи, да влезе во првата во лига. маđари директно. дојде Чичко Дончо, им влезе во соблекувалната да ги Така е. измотивира, како на Така времето е, што го така правел е. тоа со неговиот Вардар. Само да довршам. Потоа Во Охрид, Така. каде што продукција Скок беше единствена новинарска екипа известуваше тој надпревар, каде што Вардар водеше со 0:1 до 90 минути. Така, Ја имаше Воска во раците да избие на прво место. така е. 90+1 примевме гол, 90+5 2-1 за Воска. Кога ти се слоши на крајот на надпреварот и кога е нашето легендарно видео снимано од озгора, кога тренерот Сакаат да не уништат, да, но нема да успеат. но нема да Така е, успеат. така е, така. Кога зборуваме Ајде. за тоа легендарна прегледност на тоа видео, виртуелно снимено во продукција на Скок, од раката и од камерата на Наташа. Да, го снимив само затоа што не беше подготвен да дава извештај, му се слоши затоа што за 3 минути 2 гола. Доаѓаме до Кавадарци. сега, навивачите да ги ставиме у Месија или каде да ги ставиме? Чекај, доаѓаме до Кавадарци. До баражот во Кавадарци. До баражот во Кавадарци. Тоа што се случи на баражот во Кавадарци, тоа што го направија навивачите. само малку да емоциите му работат. Само да, вака. Да, Значи за баражот во Кавадарци Вардар е трето пласиран од позади. Така доаѓа? да, трето пласиран. И мора да игра бараж. Воска Спорт и Гостивар влегува директно во лига, двата противници кои ги имавме кои во ги раце. имавме. Со И сега со Вардар- неисплатени плати, Така, со без подготовки, така. само со навивачите, Вардар мора да игра бараж против Скопје, кој беше се одредува во пред втора лига. така и се одредува да се игра во Кавадарци. Ај што се случува кратко. Ајде да направиме уште еден джингл. А уште еден. Уште еден джингл. Мај месец во Кавадарци нема никогаш да го заборавам. 2023 година. 2023, ама никогаш. Зошто? Ај кажи ти зошто. Кажи зошто. Прво Јас нема се и ти нема случи- да го заборавиш. Никогаш. Надпреварот против Трепча, кога Вардар влезе во прва лига, на кој бев присутен како 17 годишно момче на старата северна трибина, ми е помалку возбудлив и со адреналин кога се сеќавам, головите на Чифта од пенал и на Васил Ринков единствениот гол постигнат со глава, отколку овој бараш надпревар во Кавадарци. Зошто? Се организираат, значи навивачи на Вардар. Не, претходно, низ целата Голгота што помина Вардар. Така. За ова што зборувавме за Доаѓа месиите, на за ден, доаѓа долговите. денот Д, за влез Доаѓа во прва денот лига. Д. Доаѓа денот Д. Мртвата стража си го направи своето. Заигра стапот, играчите почнаа да слушаат, почнаа да ги исплаќаат делумно, ампасан како помагаа општините на Вардар, така ги делеа Некој парите според на приватните. фудбалерите, како заслужени пари, Така. Тоа Не. што се- заработени пари. така разбирам. И доаѓа баражот во Кавадарци, каде што Вардар и тогашното ВД раководство, односно навивачите, организираат конвој кој не е запамтен во Македонија, нити пак мислам дека у догледно време ќе биде изведен истиот и запамтен. Можете да си го видите на YouTube канал Другутов видеото. Значи 100 зборуваме- автобуси, 200 автомобили, комбиња, Не, тоа, знаеш што сакам да потенцирам знамиња, само те молам. транспарентни. Само сакам да потенцирам. Не е сега тука поентата во тоа дека некој ги организирал за да дојдат. Не. Во тој период, околу Вардар, поради навивачите и оние што го држеа, веде раководство или како ги нарекуваме цело време, Легално ВД раководство. навивачи. значи се создаде таква хемија, се создаде таква жар, се создаде таква желба, се чувствуваше таква порив и таква моќ да му пренесеш толку многу љубов на некого за да тој некој направи нешто што Така го е. сакаме сите, а тоа е пласман во првата лига. Тоа беше и затоа нема да го заборавиме никогаш. Тоа беше тоа што еве јас прв пат сега Па и тоа е ако сме зборувале, воскреснувањето на Вардар. така е. Тоа е. Јас тие луѓе нема да забегувам сега во темата, ќе продолжиме со ова. Јас голем дел од тие луѓе јас не сум ги видела сега оваа година да ги видам, да се препознаеме, да се поздравиме на трибините, не.
Значи тогаш луѓето сакаат да Уште една дојдат. дигресија малку да истишам. Зошто не се појави некој од овие кои сега мислат дека го спасуваат Вардар и кои сега мислат дека прават нешто грандер за Вардар? А прават. Таму да дојдат. Не, да дојдеа 2022 во февруар. Во февруар да Ајде дојдеа. да продолжиме. Вардар дојдеа во февруар. да продолжиме. Значи да продолжиме. Вардар го победува Скопје, да скратиме да не анализираме, го победува Вардар Скопје во Кавадарци, фудбалскиот клуб Скопје го победува. 3:0 убедливо, без никакви Така, забелешки. имаше една чисто ситуација со баклјата, не анализираме сега. ирелевантно. Значи го победува и Вардар се пласира во првата лига. Се враќа после 2 години. Што правиме после тоа? Нашата емисија со наслов кој е Месијата, кој е Господ Исус Христос во Вардар, кој е Јуда предавник во Вардар, е тесно поврзано со овој бараш надпревар на Вардар, бидејќи тоа беше воскреснувањето на клубот, кога веќе почна да се шири и да се зборува дека Вардар сака да биде уништен. Вардар требаше да го снема. Вардар требаше да згасне од фудбалската карта на Македонија. Да се заборави како е игралиштето помошно продадено. Да се заборави хиподром дека е под концесија на Вардар, а не е на Вардар. Ќе зборуваме за тој спортски комплекс. Тој спортски комплекс никогаш не бил на Вардар. Вардар му беше забранет влез полни 5-6 години на хиподром да влезе. Ако бил на Вардар, кој може да му забрани да влезе? Се смени сега гарнитурата, исто како што се смени 17-18, ајде можете да влезете Вардарци. Толку за тоа, не анализираме повеќе. Значи, Дали е така? Дали се факти во тоа? контекст на празникот Великден е и овој надпревар, тоа сакаш да го потенцираш, Така овој е. надпревар во Кавадарци, Воскреснување на Вардар. тука е воскреснувањето на Вардар, без разлика што Вардар се уште нема спонзор, без разлика што Вардар се уште го води веде раководството кое што Нема ништо, Наташа, нема клубски простори. Да не кажувам дека генералниот секретар ги чуваше печатите кај него дома во станот. Ајде да не ги одавам тајните. Немаше ништо Вардар. Ај вака да прашам сега, Вардар влегува во прва лига. Така? Да. Еве за тие што не знаат, кратко. Ти стануваш портпарол официјален на Вардар. Ај кажи кратко, јас да не кажувам. У принцип не сакам да зборувам за самиот себе во една реченица. Вардар направи голем исчекор кон првата лига, беа потребни документи за добивање прволигашка лиценца. Во склоп на на добивање на таа прволигашка лиценца, да може Вардар да игра во првата македонска фудбалска лига, беа неопходни повеќе услови, десетина услови. Еден од условите да има портпарол. Да има фудбалски клуб Вардар требаше да има потпорол, за да биде потпорол пријавен во фудбалската федерација на Македонија, за да може Вардар да ја добие лиценца. Така. Ние бевме на годишен одмор на море. Така. Ви се јавија навивачите. Кратко и јасно, дали сакаш да не бидеш потпорол, ни требаш ради тоа и тоа. Нормално ќе работиш без пари, без надамес како нас. Имаш одврзани раце во тој PR дел, сакаш, не сакаш. Ја викам, вие што ме прашувате мене? Дали јас сакам или не сакам? Ја морам. Баш така беше. Не е прашање, не станува збор тука за дали сакам или не сакам, станува збор за Вардар, станува збор штом треба да му се помогне на Вардар. Јас сум тука. Ајде да кажем уште една секогаш. реченица. Ми се јавуваат за 15 минути. Вика, во фудбалска федерација не те прифаќаат како потпорол. Викам, зошто? Да, се сеќавам. Викам, зошто? Немаат потврда за кој медиум работиш. Викам, дај ми име и презиме во фудбалска федерација и телефон. Ама оно, дај ми телефон, име и презиме. Така. Се јавувам ја. Не беше така, малку си подзаборавил. Мислам дека не дојде до момент да се јавиш. Они него се беше, јавија. да, Они се не, ама и јавија. беше момент ти дека претходно имаш, значи тој што бил портпарол на истата таа фудбалска федерација на Македонија. Така беше, пардон. Тој што бил портпарол на фудбалска федерација на Македонија годината која не знам. Пред известно време, сега не може да биде на фудбалски да, клуб. и значи се И заврши така, тоа. така прифатиам Јалчо Доргута да биде потпорол на Вардар. Вардар ја доби лиценцата. Така. Покрај Вардар ја доби и Воска Спорт, иако не ги исполнуваше условите Воска Спорт. Не е битно. Вардар доби лиценца, ја бев станем за потпорол за Вардар да доби лиценца. Нити нешто да креирам, нити Така. да правам, нити пари да печелам, нити имав некаков договор, писмен, не знам каков усмен, Така. ништо. Тоа беше се од срце Само да ви направено. го кажам уште ова. Имаше еден период кога му велат да потпишеш некој договор, да Не го кажа за тоа. портпарол, не морам да го кажам кратко само.
Не сакаше да потпише договор, не сакаше да биде на ниту една. Значи не сакаше, сакам да потенцирам да бидеш на ниту една листа во контекст на ова што следно ќе го зборуваме, на листа на оние кои што Вардар нешто ќе им должи во иднина кога ќе има пари. Во тој контекст го кажувам. А чекај, нели ми предложија новите месии ќе дојдат, ако сакам да останам, треба нешто да направам. Нели ми предложија? За тоа па јас не сакам да зборувам. Одиме уште еден джингл. Джингл, па продолжуваме со крајот на емисијата. Вардар е пласиран во првата лига. Значи сега зборувам каде застанавме. Пласиран во првата лига 2023-2024 сезона. Што се случува понатаму? Веде раководството продолжува да го води клубот, наоѓа засилување, наоѓа ангажмани, наоѓа нов тренер, спортски директор и така натаму, но сето она што е најважно во овој период е и нешто на кое бев сведок како официјален потпорал на клубот е обидот да се раздолжи Вардар преку институциите по основ на оние долгови кои беа натрупани од претходните раководства, да не речам од претходните месија. Значи, де факто со други зборови, за да може публиката и гледачите да не разберат, тогашното веде раководство ги направи истите чекори што ги прави и сегашното актуелно раководство. Овие месии и спасители на Вардар кои сега го водат, го направи истото што го направи и веде раководството на тогашниот Кога Вардар. се во прашање долговите. Да, зборуваме за долговите кон државните институции. Не зборуваме за долговите кон приватни и физички лица. Тоа е малку поинаку. Значи беа испратени официјални дописи од име на веде раководството со конкретен предлог како да се делумно одблокира сметката кога се во прашање управата за јавни приходи, кога е во прашање јавното предпријатие за стопанисување со стамбени деловен простор кој е стопанисува со градскиот стадион Арената Тодор Проевски. Беа испратени писма до владата со конкретни предлози како може да му се помогне на Вардар. Немаше никаков одговор. Тоа е истиот начин, истите процедури, истите законски норми кои сега му помогнаа на Вардар. Немаше никаква конкретна акција и решавање, одговори имаше, јас се сеќавам, ќе биде ќе ова ќе она, но тоа беше се ветер во магла. Значи да ги подотвориме картите, сум присуствувал во живо на некои разговори со тогашниот политички естаблишмент. Не сакам да ги кажувам деталите. Лажги со опашки. Лажги со опашки, ветувања, излегува на крај дека не сакаат. Значи, ако можеше сега со новата политичка гарнитура и естаблишмент да се направи истото, тогаш кој е одговорот дека овие другите не го направиле? Едноставно не сака. Не дека не можеле. Тоа е законска работа. Тука нема измислување. А ја имаш ли бројката тука на долг во моментот на Вардар? Мислам дека Вардар должеше околу 800.000 евра по основно придонеси и други давачки и фактури кога го прашање стамбениот предпријатието за стамбени делови, просто и однос на придонесите, давачките кои се репрограмираат сега на повеќе години, и кој е добро за Вардар. Да го нагласиме тоа. Тоа е апсолутно добро за Вардар. На овие што се побарувачите што биле од играчки кадар од години наназад, вкупната сума колку? Тие се долгови од вкупната сума ја имаме, не сум стигнал да ја соберам, меѓутоа е доста голема, можеби помала во однос на овие долг спрема државните институции. Ќе излеземе и со тие податоци во некои од наредните емисии, но она што е интересно во овој контекст што ме прашуваш, тоа се долгови кои се публикуваат по повеќе од 10 години. Значи имаме директор на Вардар кој има поборување од пред 15 години. Па таму некои физички лица со имења и презимења кои се мотале, вртале низ Вардар и кои сега добиваат 50.000, 100.000, не знам колку илјади евра. Тоа е една небулоза која законски е истерана. До крај не би сакал да ја анализирам, ама зборуваме за месиите, за спасителите, за предавниците на Вардар, така? Добро, истерува значи Вардар. Па секој нека се препознае кај се наоѓа. Истерува Вардар во оваа прволигашка сезона. Да. И следно Вардар во таа прволигашка сезона исто така игра доста стабилно, обезбедува таков пласман за да игра повторен бараж за опстанок у прва лига, сега како трето пласирано доздола. Игра со Детонит Плачковица, повторно во тој бараж и посилен Вардар, добро ситуиран со играчи, со тренери и така натаму, успеа да го добие тој бараж напревар и останува во првата лига. Така. Тука завршува на некој начин спасувачката мисија на навивачите.
Тоа јас го гледам така. Иако подосна, можеби некој ќе рече со дешавките, со случувањата, летото 2024 година, кога во Вардар буквално имаше диво вселено раководство, без никаков нишан, без никаква уредба, без никаков писмен документ, излезе дека поранешното раководство, односно тогашното ВД раководство, на некој начин го предаде клуб. На тацна. Да, не мислиш го предаде во она како предавство, него го предаде на... Па, можеме и тоа да го објасниме од тие информации што ги имам, беа стиснати до зид, а и самите после излега во јавност. Да, за тоа имаше официјална пресконференција. Нема потреба ние да го елаборираме. Добро, се враќаме на октомври, мислам дека е месецот 2002 која година? 7 октомври доаѓа најновиот месија на ФК Вардар. Потпишно си име и презиме, со договор, со преземање на акциите. Чекај сега, тој е Атила? Не знам како се вика, реков ми. Да, имења не кажувам. Ама мислиш ли на него или не? Не мислев на него. А не мислиш на него? Ја мислам само на четвртиот месија, редено поред од 2014 до 2025 година, ги кажавме периодите, ги кажавме мисиите. Третиот да не измешка. Четврти. Така доаѓа? Па едниот 2014-2018. Добро. Вториот 2021 доаѓа летото. Добро. Третите доаѓаат во таа Голгота. Аха, и го добро. волат како веде. Аха. И четвртиот е сега. Да. А предавници колку е? Кој знае. Добро, значи доаѓаме до да. Само да објасниме, летото 2024 година повторно настанува еден мачен период за Вардар. Едни конфронтации, кавги, преговори, разговори, надмудрувања. Ти реков ми рече сакаме вака, не сакаме вака. Мислам дека имаше едно излигување во јавноста на дел од тогашното раководство. Они го кажа нивното како се тоа било наметнато, така. Како било направено. Не би сакал тоа да го елаборирам, тоа е јавна тајна. Заклучуваме сега, Вардар во моментов. Ако сакам навистина сакам да те прекинам овој пат. Значи Вардар во моментов има одблокирана сметка, разложени се после 8 години, одблокирана сметка, обезбедено без бараш, барем така изгледа. Најверојатно. Обезбедено опстанок во првата лига и е со едната нога веќе пласиран во финалето на купот, значи може да се случи. Браво. Може да се случи да биде освојувач хипотетички и на сега застани. Овие параметри се многу повредни резултатски гледано од сите дошегашни параметри. Така. Ако ја исклучиме Лигата на Европа 2017 година. Така е. Сега да те прашам, дали имаше повеќе навивачи Вардар кој играше у втора лига со Плачковица, со Саса, со Карорман? Имаше. Или има сега кој игра полуфинален на куп со Брера? Сега нема. Нема. Па, што кажува тоа? Размислуваме, разговараме. Значи, вака. Гласно размислуваме. Да, може и јас да ти кажам што мислам. Значи, јас мислам дека хемијата, што ја споменав, што се почувствува, љубовта, што зрачеше од секој еден, што одеше на надпреварите на Вардар, без разлика каде се игра тогаш, почнувајќи еве од претходно, но и во Кавадарци, заклучно за пласман во баражот, нели за пласман во првата лига, дека сега нема ни 10% од таа хемија. Нема. Уништено е, разнишано е. Не верувам дека прекинала љубовта. Љубовта не престанала спрема клубот. Која е целта на тоа? Не знам. Да се уништи Вардар? Не знам. Еве сега, на пример, конкретно ме интересира Вардар. Дали има голем клуб без навивачи? Еве одговори ми. Нема, не. Но тоа е за некоја друга емисија, значи не е оваа емисија сега што ја правиме, не ја правиме ние за навивачите, него поентата е генезата, месиите и јудите во Вардар сите овие изминати години. Во конкретниот случај некој ќе се... За 12 последни години. Да, во конкретниот случај сега, значи Вардар има одблокирана сметка за прв пат. За прв пат во овие 8 години. Вардар има одиграно без пораз на 10 надпревари веќе доаѓаат, така? 10-11, ако се рачуна купот, како се доаѓа. Така, добро, 10-11. Но, сепак има нешто многу што тежи или нешто што многу недостасува, а тоа е онаа публика што ја гледавме претходно, или да не речам публиката сега со Звезда што дојде, а дали била на западната, јужната или северната трибина,
Не доаѓа, не сака да доаѓа, а работите се навидом, Далеко нели, измените. далеко да, Чека, ама изменете. скок на еден период. Значи 2024 Добро? се прави тотална конфронтација на две спротивставени страни кои го сакаат Вардар. И двете го сакаат Вардар. И навивачите и овие кои влегува диво во Вардар, а кои подоцна на 7 октомври беа легализирани. Која беше потребата за таква конфронтација? Која беше потребата? Која беше нуждата да дојде до едно такво конфронтирање меѓу две групи кои имаат една единствена цел, силен Вардар, моќен Вардар, кои го сакаат Вардар? Ја не верувам дека овие сега кои го водат Вардар не го сакаат Вардар. Па не, сигурно има некоја емоција и љубов. Настрана што се платини. И што тоа е професија, работа. Не може да не го сакаш, а да се бориш за него. Чекај сега малку, а па од друга не во рета, него па од друга страна па ако си го сакал или ако го сакаш, на оние 35 надпревари, на кои што ние бевме без исклучок од почеток до крај, не видовме па никој дека од нив го сакал за да дојде. Па останува прашањето зошто овие господа кои дојдоа на 7 октомври не дојдоа у февруари 2023. Па така, затоа велам. Што не дојдоа у Јас не февруари сакам да верувам 2023? дека не го сакаат, ама не знам што да Дојдете кажам. у февруари 2023, направете го Вардар и го заборавивме хиподром. Најголемата магла, најголемото сеење магла е спортскиот центар хиподром. Зошто? Затоа што тој е под концесија на Вардар, не е на Вардар. Пак нема ништо, од почнувањето. 20 години Вардар има концесија, ама 5 години не можеше да влезе. Кога прашавме зошто, не биле платени комуналите. Не сакам ништо да кажам плюс минус. Јас сакам Може да ли те утре прашам, пак да не биде јас сакам платени? сега да те прашам следново. Еве Вардар хипотетички влезене во финале со едната нога на Купот на Македонија и еве доколку се случи да го освои. Кај ќе оди тој пехар? Во која канцеларија? Ај сврати последниот пасос од синопсисот да го види. Ај джингал еден режија. Ај джингл прво. Значи застанавме кај дилемата каде ќе оди пехарот, каде ќе биде сместен пехарот, во која витрина, во кои простории, доколку Вардар евентуално влезе во финалето, го добие финалето Така, против Струга или така. против Шкеми. Имаме ли такво нешто? Наместо одговор на ова прашање, во буквална смисла на зборот, јас би отворил неколку прашања пред јавноста и би побарал нивни суд, нивно гледање на нештата, нивно гласно размислување, да не речам одговорот тие да го дадат. А прашањата се многу едноставни, многу суштински. Дали Вардар во април 2025 година има нешто на свое име? Дали има имот, недвижен, движен? Дали има имотен лист издаден или тапија понашки, издаден од некој надлежен државен орган кој се вика катастар, од некој катастарска единица? Вардар во минатото имал клубски простории под старата северна трибина. Имаше шофер на клубот, имаше секретарка, имаше благајник. Вардар имаше простории многу поназад во градскиот трговски центар. Имаше простории под старата јужна трибина, па подоцна под новата јужна трибина. Да, навистина многу интересно. Имаше помошно игралиште каде што излегуваа фудбалерите и стручниот штаб и од северната трибина, старата северна трибина имаше 10 канцеларии Вардар. Да, ова сега значи што го користат во хиподром, тоа е на концесија неколку пати кажуваш. Помошното игралиште во градскиот парк. Тоа е како да живееш под кирија негдека, даваш пари, плаќаш, ама они не плаќаат сега, демек така, не плаќаат ништо на хиподром. Па зошто не игра изминатите 5 години? Тоа беше другата политичка гарнитура. Зошто не игра? Ако е јавно. А всушност чиво е хиподром, ако е сега под концесија на Вардар во вистинскиот сопственик на си има некој друг фирма? Има. Аха. Сакам да речем, кога ќе заврши концесијата нема да биде на Вардар. Во контекст на Вардар има 11 чемпионски пехари, 11 титули има во. Кај се тие стварно? Во прва македонска фудбалска лига и 5 пехари има своја. Кај се тие? Кај се наоѓаат, знаеш? Па неофицијално знам, ама ми е срам да кажам. Деве? Да. Да не зборуваме за пехарот освоен од Маршал Тито пред 61 година. И таму има некој преводен пехар што му е даден на Вардар. Кај се знаменците што ги разменуваат? У хиподром ли ги носат? Не знам. И до кога ќе седат у хиподром? Додека се смени власта, па пак да ги избркаат и да им го заклучат? Не разбирам. Или ја грешам? И сакам само што ова сега, извини, морам да те прашам ова. Значи, во оваа конкретна ситуација сега, ако се вратиме наназад таму до која година беше, на тој првиот Месија, и сега, ако и последниот Месија го направи истото како и првиот Месија, но може би е глупава, ама ми доаѓа вака сега.
Значи, еве, раздолжен е Вардар што е раздолжен и сега Вардар од X причини престануваат луѓето да спонзорираат, да За една финансираат. година ќе се задолжи 10 пати повеќе, ако не функционира. Ама Вардар треба да произведува пари, не некој да му ги дава готово. Акционерско друштво не е акционерско друштво ако има само одлив. Каде е приливот на акционерското друштво? Од Спонзори Новоматик, да има нешто. 1 милион евро од Новоматик. Па 1 милион евро е годишната плата на Адеми во Загреб. Така. На нашиот Стефан Ристовски. Не, муабетот ми е дека и ова сега стабилизирање што е добро, Што е добро. да не бидеме порошно ама разговор. не, муабетот ми е дека не е ова трајно некое решение, долгорочно решение. Дали може да Другутов, дали може Вардар повторно да падне во некаква си криза како што бил до сега? Тоа ми е прашањето. Ако нема своји игралиште, ако нема свој Вардар канцелари, во овој момент, според мои информации, нема ништо на имотен лист, движен и недвижен имот вака да пишува дека е ФК Вардар. Ако се сеќаваш фудбалското игралиште на Карорман, каде што правевме пилот, беше со тапија на фудбалски клуб Карорман. Да. Завршена приказна. Вардар го нема тоа. Брегалница Штип има свој стадион. Пелистер под Тубе, тоа е стадион на Пелистер. Сега да дојде пак ќе речем хипотетички некој да сака да го купи Вардар, што ќе купи? Титулите што ги има. Акциите од четвртиот месец кој он ги доби на подарок од навивачите. Што може друго да купи? А зошто би сакал некој да купи само акции како брендот, како име? Тоа не знам. Тоа е, а? Што да кажеме? Да затвориме оваа емисија великденски, а? Знаеш како велат? На еден комита, тројца кодоши. Тоа оддавна го имам слушано. Уште од Добро, не е сврзано со навивачите. Не, онака ми дојде. Онака ми дојде. Да не разберат дека збориме за навивачите комити. не, Збориме за ама комитите од времето на Сега, Турската комитите- империја. Навивачката група комити во оваа емисија ја спомнувавме во некој друг Значи, контекст на- без име презиме. На еден комита тројца кодоши, Тоа ова е било од од 100 времето на години. Гоце Делчев. Ето така, од времето на Гоце Делчев на еден комита 3 кодоши вика. Сега Јас- на 4 месеци колку кодоши? Јас сакам да речам на неколку меси, На 4. 4 меси, колку јуди има. Што да речеме? Ајде да се одјавуваме онака како што вели нашиот христијански празник Великден. Христос воскресна, навистина воскресна. Навистина воскресна за многу години празникот на празниците. Воскресна и фудбалскиот клуб Вардар. Докаде ќе оди таа приказна ќе покаже времето. Доколку ви се допаѓаат нашите емисии, можете да кликнете лайк, можете да ставите subscribe. Продукција Скоко YouTube каналот Другутов продолжуваат со продуцирање. Да сте живи и здрави сите. Пријатно.